Јас сум роден као Тома Филовиќ, затоа што србите не признаваја Македонија, македонска нација, бугарите беа крволоци. Тие сите кои што беа против нив, тие ги елиминира. То не е робија некој, него стреља. Бугарите силни злоствар направија во Македонија. Јас во Преспански спор, кој е тачка, ставена тачка, требаше запета и да рече. Све ова се договоривме под услов да почни преговори со Европска заедница. Ако не, се ништо. Ова пиштоло, ако некој влези, покуша на сила да влези, јас полесно ќе те извадам од затвор, а од гробиште не може. Јас кога ќе умрам, ќе бидам во пеко. Затоа што тамо ми е друштвото, тамо се бија моите пријатели. Што морам јас морај? Тава нема никој. Кога се буде, ќе се варам во котло, молим те за овие заслуги што да ми намалиш температурата. Зошто јас да не видам градоначалник? Па дедо ми беше градоначалник во Скопје. Дедо ми по мајка, Никола Сапунски, али нема ни обележје, ни спомени. Добре дојдовте. Екипата на Неформално на Сител подкаст гостува во најпознатата адвокатска канцеларија во регионот, во срцето на Белград, а наш домаќин е единствениот Тома Фила. Господин Фила, добре ве најдовме и ви благодарам за одвоеното време. Фала многу и хвала, чест ми е да зборувам за македонска телевизија. Господин Фила, некој ќе речат дека сте највлијателен човек во регионот. Со сигурност сте еден од најпознатите адвокати на Балканот. Ние вообичаено на почетокот ги запознаваме нашите гости. Што ќе рече Тома Фила за самиот себе? Кој е Тома Фила? Па јас сум син на Филота Фила, битолчанец, како и јас, родени сме во Битола. И поносен сум што сум македонец. Се гордеам со тоа, со тој податок. И никогаш да сум влав и од Македонија. Тоа е најважно. Тоа е најважно. И сите ми караја србите за независна македонска црква, мајче, тие Цинцарску, Влашку, така, нема, издајник само и така, нема веќе. Тоа се вари. Дакле, татко ми беше најпознат адвокат со Велко Губерина, еден кој направија еден потек голем со конференции за штампи и така даје, за печат. И јас наставив неговото име. 14. октобар е една Вукотич медија објави една книга кај што се сите случаеви најпознати кај татко ми и јас. Тоа се многу случаи. Тоа се многу случаи и врло познати луѓе. Татко ми потешок имаше живот. Тој дојде во Белград со еден картонски кофер и се намачи. Тој беше во партизани, па после Бањица, па Матхаузен, па се врати назад во Битола, се скара со Лазар Колишевски, не се трпеа од порано, од прерат. И тој после отвори во Битола адвокатска канцеларија и добија една година, затоа што рече некој наместени работи и фала Богу да му судеше негов пријател, полковник војни суд, така да немаше жалба и да доби една година. Иначе ќе добиеше 15-20 или смртна карта. И тој е зачетник
противник на смртна казна. И продолжив јас да се борам со него и затоа што напишав една книга против смртне казне и го растори. Го нападнаа сите. Јас, фала Богу, имав време, завршив факултет и бев адвокат и женет со мојата жена, Весна. Така да се биевме заедно. Таја поарно го знае јазикот од мене. Јас негде останав меѓу српски и македонски. Одлично говорите. А добро. Сакам да ве вратам во времето назад. Ја читам вашата биографија. Пишува роден сте 29 јули 41 година во Битол и на Википедија во делот за податоци какво било времето тогаш пишува дека е територија окупирана од Бугарија. Така е. Токму во тоа време е роден Тома Фила. Така е, јас сум роден као Тома Филовиќ. Затоа што србите не признаваја Македонија, македонска нација, и сите мора да бидат на вич кои ќе влезат во државна служба. Пошто татко ми стана адвокатски приправник, односно судски писар, така тоа беше судски приправник по данашниот. И тој, пошто се преткаше со комунистите, и рече на мајка ми, пошто таа треба да се породи, 41. 29. јули, да оди во Битола. Тамо ќе се породи. Али и бугарите знаеа за јадец. Вие сте гласавте за српска листа. Назад. И мајка ми беше 1,50 и нешто, 3-4 сантими. Комечка беше и тој рекој, че бугарите можеш да останеш до пороđај и 20 дена и здравје. И така со 20 дена јас тргнав. Мајка ми со мене, бебчето, и тргнавме во Србија. Значи како бебе сте преселени. Да. Ве вратив во тоа време затоа што сакам да ве прашам во овој дел кој што го пишува во вашата биографија, дека тоа е период во кој што Македонија е под бугарска окупација. Денеска се наметнува еден став дека во македонските учебници треба да ја промениме историјата, дека тоа не било окупација, дека бугарите во тоа време биле администратори. Еве, вашето семејство живеело во тоа време, вие сте се родиле тогаш. Што биле бугарите? Па бугарите беа крволоци. Тие сите кои што беа против нив, тие ги елиминирали. То не е робија некој, него стрељај. Бугарите силни злотворства направија во Македонија. И јас не можам да ги измислам. Знаете. Затоа што и сега кога барат да влезат во устав на Македонија, што сакат тие? Да бидеме источни бугари. И да бидеме, да збораме јазик источни бугарски. Не знам, тоа немогуче, затоа што ние од српски намет да на Македонија биде Србија, Јужна Србија. Излеговме 45-та као нација и сега треба да промениме место Србија да бидеме бугари. Така мислам, кај сме ние? Кај сме ние? И власи, и турци, и македонци, и кои сакаш там, сите кои живеат там, на територија. Ние, и турци во Охрид, сите велиме,
Јас сум македонски државјан. И Македонија. А не знам, од кај им текнало то? Да бидеме бугари, да бидеме срби, да бидеме кинези, не знам, ние се зезаме Србија до Токија. Тако. Тие наметнуваат една приказна дека во Македонија владае српскиот свет, дека Македонија се уште е раководена од Белград. Еве, вие се дружите со луѓето кои што се на важни функции, на позиции, сте биле дел од собранието во Србија, сте биле дел од управувачките структури во главниот град. Имате ли информации дека Белград управува со Скопје? Нема. Тоа е безсмислено. Тоа е 45-та година, тоа е завршен. Еднаш е завршен. Никогаш, Србин, не постои Србин кој сматра дека е македонец Србин. То не постои. Мене ми е, тие сакаја да бидат Српска православна црква. Можда некои мали дел. И ме караја, не знам, дека сум издајник, дека сите власти се евреи и така натаму. Без везе. Јас во Српска православна црква најголеми позиции имам. Јас сум председник општина града Београда. Онда сам члан на Београдско-Карловачко епархија. То сам заменик патриарх. И онда сам у Патриаршиском савету. Значи, и у савету овај цркве. Да, ќе говориме за црквата, само да го сакам да речем дека тоа не држи да не држи ништо и како можел да бидам евреј. Значи, мислам, немам ништо против евреи. Кога сте дел од раководството на црквата. Морам да ме прашам во однос на Бугарија, вие сте меѓу првите кои што предупредувате дека проблемот со Грција ќе биде решен полесно, дека поголема пречка ќе биде Бугарија. Од денешна перспектива, како гледате на случувањата со Бугарија? Заглавени сме во мртва точка, во една позиција. Има ли решение? Ево, зашто јас гласам и пропаганда водев за ВМРО ДПМН. И ме нападаја во Битола, поготово. Тие се националисти, не знам. Чекај бре, човече, ние сме сите националисти. Не може да ми речиме дека не сме македонци. Како може то така? И во целата прича, јас во Преспански споразум, кој е тачка, ставена тачка, требаше запета да биде. И да речи, све ова се договоривме под услов да почни преговори со Европска заедница. Ако не, се нишки. И тогаш ќе останевме Македонија. Да видиме кои утре може рецимо Холандија или Данска, кај што е наш председател Србија. Може да стане и да речи јас сум против. Затоа што ево рецимо Румунија ќе биде против затоа што не може за Србија не може да ги натераш властите да речат дека се румуни, а не се. Власти се. И така натаму. Има и Хрвати, има и босанци, има некој проблем. И така натаму. Секојаш сите имат проблем. Али бугарите, ово што барат, под услов само еден. И то рече председател на ВМРО ДПМН. Ова све да влезат бугарите во устав, под услов да нема никакви пречки. А не да му текни на Данска, нека, не знам зашто, нема демократија
или има нешто ова, или на Вардар треба да течи вамо, а не треба да течи тамо, кај што тече 1000 години, милион години. А има такви услови? Има Сега такви ја отворивте приказната колку е реална европската перспектива на регионот. Какви се вашите прогнози? Ќе станат ли Македонија, Србија, овие земји кои што се некако блокирани во процесот, дел од Европска унија? Да ви речем, прво, Србија нема да влезе никош. Затоа што и Босна и Херцеговина ќе бидат, и Хрвати, и Словенци, сите се против. Второ, немаме граници ни со Хрватска, ни со Босна и Херцеговина, ни со Црна Гора. Тачно, кај се оди границата. Србија. За Србија никогаш нема да влезе. Али може и Македонија со Албанија да влезе. Барем да почне преговор. Затоа што предприступни фондови, не знам како се то вели македонски, се огромни пари. За Македонија многу се пари. Милијарда, 2, не знам. Ево и за Србија рецимо добива Београд, Ниш 670 милиони џабе. Не на кредит, него поклон. Уше 2 милијарди треба да се направи. Али 670 милиони долари не е еври, не е то за фрлање. Македонија е сиромашна земја. И ние се гордееме со тоа што сме славолюбиви народ. Али така е како е. Така. Ќе ве вратам сега повторно назад во вашето детство. Велите како бебе Тома Филовиќ доаѓа во Белград и станува Тома Фила. Како станувате поголем македонец во Србија? Па да, стана, татко ми промени, затоа што ние били Фила. И филеви од Бито, од Охрид, тие се... Ваше семејство се? Од Јанина се. Веројатно сме заедно. Некој семејство, да тие филеви, ние Фила, али слично. Блиски корени. Како се интегриравте во српското општество? Стигнавте на врвот. Беше ли тешко? Не ми беше тешко по национална линија, Боже сачувај. То немаше во СФРJ. И сега измислија. Бошњаци, не знам, Србија, ови, оние. Ето, то не беше. Например, втори град по величина зад Београд беше Сараево со најпојке Срби. Појке од Нови Сад, од Ниш и од Крагуев. Али сега нема, ги нема. Ојде на Пале и готово. То нешто не се деси. Се деси. Не е важно, тоа е друга прича. Кај нас немаше проблем. Татко ми стално велеше дека е влав и роден во Битола, али во српски државјанство. И ние јас велам. И татко ми тоа го велеше. Отачбина е од кај ти е таткото. Татко е ми. Татко ми е од Битола роден и јас сум роден. По од Јанина сме потекло. Флашко и сите е од Јанина. А домовина е кај што живеем. И мене е дом кај што ми е дома. Дома е овде. Во Белград. И јас немам пречки никакви. Дури за црквата почна нешто, али иначе нема. Се тоа се надмина. Овде завршувате основно, средно, правен факултет. Станувате најмладиот адвокат во тоа време. 59 завршив, 63 завршив факултет
И 24. мислам, јуни и од 1. јули ме татко ми стави на работа. 6 дена уживав. Беше ли тешко во тоа време да се биде адвокат? Па помалце Друг систем, други навики. Имаш проблем со комунистите. Али сега, кога седнав да размислам, поажно беше тогаш него сега. Знаете, ние се боревме против комунизм. Мислевме дека не може идолатрија на Тито, Савез комуниста, али не се мешаја во правосуđе во другото. Во Белград, не. И во Загреб, и во Ljubljana. Скопје така и така. Али не се мешави комунистите. Само нивните, ако го окараш Тито, речеш дека Савез комуниства без везе не чини и така. Натаму, или проруски иде патка, иде гуска, ова земја биче руска. И така. Ама веројатно добар адвокат треба да знае со сите добро да работи. Да, Вие сте пример за тоа. Работите со сите. Ваш клиент била Јованка Брос, Бил Милошевиќ, многу познати личности јавни и во Србија и од регионот. Овој човек го бранев во Охрид. Кажете ми, кој случај го направи Тома Фила бренд? Не, јас се наставив од татко ми. Знаете, за разлика, јас на конј, на бели конј, пуковник Томич на белом коњу, ушто во двор. Така јас влегов во канцеларија. Ова е после, кога умре татко ми, овој го направи. И овде е една канцеларија од 120 квадрати, 15 души работат и така. Сите живеат добро. Јас колку слушам, јас 10 години со повлеку. 84 имам полни години, 70 и нешто. Требаше да се повлечам и се повлеку. Али, ако земиш како одевме во па ни беше сметаше комунизм за таа ситница. Не е ситница, али беше и Гори оток и разни политички затвореници и така. То ми сметаше. Али јас не знаев дека ќе умри Тито и Савез комуниста и ќе се умножат и ќе бидат мнозинство од титовци. И сите станаја Тито. И сега ти мораш некоја ташта да јас ја бранев тетка ми, мој кум беше адвокат и го бараја да биде, кога падна Милошевиќ, да биде председател на окружни суд. И рече, јас, колегите ми се пријатели, јас ќе се откажам од адвокатура, значи од зарада од 100 пати поќе. Тогаш и беа 50 евра, 50 марки и така. И наеднаш треба да се потврди во Савезни парламент. Така беше тога. Републички парламент. Станал Шешелј. Он е пресудио, моју тетку осудио за не знам зашто. И стана и го снема чак. Ау, рекој е, ови су Гори од Тита. И тако и сега мислам. Сега сите, кога ќе гледаме стари видеа, фотографии, гледаме една дама покрај Јосип Брос Тито, Јованка Брос. Како вие ја паметите Јованка Брос? Била ваш клиент? Она беше, јас ти вервам на Бог. Али Ранковиќ
Aleksandar napiše knjige, dnevnici, protivne. Dakle, pro i kontra беше. Дали таја се плеткаше во се, или таја беше едини продор кон Тито да можеше да му кажи како е и што е во ситуација. Тоа што не смеја другите да му го кажат. Другите, да. Тогаш остаре тој Тито и створија Доланце една група околу него и ти можеш да му само кажеш да се смее. Само вицови некои така, се фино, дивно, роди многу, жито, кукурченка, што сакаш, само фино да му кажеш. Таја ми рече дека јас бев продор кај Тито и му велев дека ова не чини. Тоа се опречни мишења. Јас го знаев и Ранковиќ, и синот со неговиот Миша со кој се дружам, и така. Али тие на едната прича, ова е Јованка друга. Не знам, појма немам што е тачно. Али веројатно и едно и друго. Господин Фила, има една изјава која што беше многу актуелна изминатиот период, ваша изјава, која вели многу полесно ќе те извадам од гроб, отколку од затвор. Зашто е таа изјава? Кога одев јас во Хаг, се враќа од овие од Вуковар и там. Тие се одеа наоружани. Немам појма, не знам кои луѓе беат. И јас, кога одев на пат, ми остава пиштол. Тогаш не беше толку за дозволи. Јас немав ни... Јас имав дозвола. Али така ми дадоа. И реков на вест. На вашата сопруга? Да, на сопруга. Реков, ова пиштолот, ако некој влези, покуша на сила да влези, пукај. Јас полесно ќе те извадам од затвор, а од гробиште не може. Тоа ли е вистина? Тоа е вистина. Тоа е. И за Хаг е... Па и, знаете, стално ми збора колку пари сум имал. Реков, моите се пари, оние што ги потрошив. Денес да падне овој плафон овде. И во джепот некој ќе ги насле. И во твојот джеп и некој. Знаеш, тоа не е сигурно. Али ова што потрошив, што имам потрошено, проумповано, јас имам сите мани што ги имаш во живот, може да ги замислиш, јас. И затоа му реков на Иринеј, патриархот претходни, кој беше многу добар пријател на секоја слава. Стално се дружевме ние. И тој рече, му реков јас, слушај, ваше светости. Јас кога ќе умрам, ќе бидам во пеко. Затоа што тамо ми е друштвото, тамо се бија моите пријатели. Шо морам јас во рај? Тава нема никој. Али кога се буде, ќе се варам во котло, молим те за овие заслуги што да ми намалиш температурата. Не сакам многу топло. Може ли да влијае, што вели Ирине? Не почна да се смее. Абе тој седи. И беше тој духовит. Например, еве еден догаѓај. Тој имаше резиденција. И резиденцијата беше преко пута на Карши на овој амбасадорот, амерички. И тогаш во тоа време презиваше Скот. Ми рече вака, Ирине. Томо, каже, он
има за комшiju патриjarha srpskog, a ja imam za komšiju Skota. Така да и тој беше духовит. Да, е една поинаква страна на овие ликови кои што многу поразлично ги гледала јавноста. Морам да ве прашам, велите многу сум заработил. Има ли некој посебен случај кој што ви останал во паметење или случајот кој што сте направиле најмногу пари? Не, за пари, многу пари, не. Нас не служија пари. Ке дојде тие кои се неважни, али јас сите ги бранев без пари. И Жарко Лушевиќ, и Јованка Брози, сите тоа е бесплатно. Сите што се наредени во мојата книга е бесплатно. Кога идеш некој болесни работи или некој без везе, тоа е негов интерес ќе наплатив. Али јас никогаш не мислев дека се пари голи. Важни. Никогаш. И пари не може да ти створи углед. Ден денес, кога шетам по улица, ми приваѓаат луѓето. Да се поздрават со мене. Ви сте велики и мене. Многу сте учинили за Србија во Хагу. А јас во Хаг одев затоа што морам да одам. Се сматрам дека тоа е патриотска должност. Во домовина, тамо кај што живеам. И не бев за пари. Поиќе пари имав овде, него там. Кој би бил ваш совет за младите адвокати или некој кој што сега влегуваат во... Не треба да влезат во партија, ни во една партија. Јас влегов во Социјалистичка партија Србија, затоа што рачунав дека еден ден ќе биде социјалдемократска. Тоа е Ружич и јас. Не треба да... Јас, али која се повлеков од адвокатура. Јас се пишувам дека сум адвокат. Плаќам секоја чланарина, не знам што е, колку 200-300 евра мене кошта месечно. Нема веќе. И пала мува на меѓата што вели Црбите. 300 евра не е проблем. И али не смеат да бидат партиски обележени. Ние се бевме антикомунисти. Тоа татко ми и јас бев, затоа што знаевме што направија на почеток, 45-та, 6-та, тоа е масакр. Знаете, помал се убија германците за 4 години во рат, од 41 до 44, 3, па да, 41, 2, 3, 4. За 4 години него што направија 6-та Личка и 7-та Баниска за 2 дена. Најмалце 5.000, а се збори 15.000 отепа. Ето, не сум сигурен дека сите се во ред да бидат отепа. Иначе, зато се ужасавам од смртна казна. Да, меѓутоа политиката постојано е дел од вашиот живот на некаков начин. Вие сте сведоки на распадот на Југославија и формирањето на независна република Македонија. Да. Беше ли тешко создавањето на независна Македонија? Не, ево тоа што ви рекол. Киро Григоров дојде кај Милошевиќ и рече дека сака македонците сакат независност. И ви рече нема проблем. И да нема проблем е доказ
Затоа е што Србија едино има сите прашања расправени, меѓутоа и дури и граница измеѓу Македонија и Србија е дефинитивна. Во Србија не е во случај ни во едно. Нити со и бугари барат Димитроград, румуни барат неку, не знам што, и да се пријават власти као румуни и така натаму. И има све. Со Македонија нема Со Македонија ни едно прашање нема отворено, дури и се ангажира колку што може. Да, ќе зборуваме за решението за црквата. Сакам да ве прашам во однос на оние информации кои што нели секако кружат во јавноста, дека тоа биле тешки времиња, а во тешки времиња се случува, нели? Дека имало разговори за поделби на Македонија. Вие сте биле дел од Милошевиќ, највисоките кругови во тоа време и од лични контакти, сознанија, ги знаете информациите. Имало ли такви разговори да се дели Македонија? Има турчин председник и Слободан Милошевиќ и грчки Карамалис. Збореа тогаш, али тоа никош не се направи. Тие разговори беа во Порто Карас, на горите во тврđавата, заправо замаку на Карас. Тогаш збореа, али рецимо, например, требаше да се направи преку Вардар, дори на Вардар, али шиптари живеа од таа страна, од лева страна на Вардар, а не од десна. И тогаш стана гужва како ќе се подели и не знам што. И сакаја и турците представува шиптарска варијанта. Да се од Вардар се да и на Косово, па и на Албанија. Али тоа беше ние велиме трла баба лан да ја проđе дан. Ето, тоа е при. Ништа. Али можеше да биде опасно. Господин Фила, чувствувате ли дека во иднина може да се случи такво нешто? Има ли таква опасност за Македонија? Не, али за Македонија има опасност како мора да се понаша за да почни преговори со Европска унија, за да ги добие предприступни фондови. Тие се огромни пари. И тоа е за Македонија многу важно. Ето тоа сакам да речем. Со Грција е решено питање дали треба да биде Северна Македонија или не треба. Не е важно. Јас сум македонец и немам појма ни северни, ни јужни, ни источни, ни западни. Али, ако е тоа така, добро, нема веза. Ние унутра во Македонија никој не вели дека е северни македонец. И Македонија и школа и се живо. Али не може да најдиш кое решење. Зато ти велам да ВМРО ДПМН рече ќе влезат бугарите во устав под услов да нема да има гаранции. И нема ни Моабе, али никој не реагира. Господин Фила, сега вие влегувате и директно во политиката во Србија. Бевте и кандидат за градоначалник на Белград. И тогаш велите, ако можеше мојот дедо да биде градоначалник на Скопје, зошто јас да не бидам градоначалник на Белград? Дедо ми беше градоначалник во Скопје. Дедо ми по мајката.
Никоla Sapunđi. Ali nema ni obeležje, ni spomeni, ništa. Тој ги направи оние езера. Сакаше да од Јапан, тој ја не го видов јас. Тој 41 пред да бидам роден, губи германците, одма губи. И му ја оплячкаја слики и не знам што. Тако беше колекционар. Али беше и масон. И масонерија. Германците не сака и испотепа. Така да, јас и реков, он сме со зезање. Без знаев јас, СНС, Шапиć беше проти кандидат, не можев да го победим. Али и другите може. И ги победим. Сега, неколку пати го споменавте вашето влијание во однос на решавањето на црковниот проблем. Тоа беше прашање кое што создаваше од време на време горчина и помеѓу двата народи, и српскиот и македонскиот. Колку беше тешко да се најде решение? Многу тешко беше. Стварно е. Амбасадорот на Македонија, Георгиевски, заврши факултет драмских уметности. И стално се сретнавме ние, се сретувавме ние, и во Мостар, и кај што не постави тие овие во театар драми некои, што знам. Тој огромен редители со углед во Србија, и тој почна и со мене да збораме, да видиме како македонска црква да биде независна. Рече, јас ќе зборам со архиепископот Стефан. Добро, реков, јас со Ине, и ќе се видиме, да видиме што ќе правиме да. И така дојде Стефан, јас го однесов во патриаршија. Ние тројца бевме, тој Стефан, патриарх Ирине и као сведок јас. Тајна средба, никој не знаеше за тие разговори? Не, па таман после. И почна така, и почна да се договарат. Имаше владици кои беа кон Бугарија, ќе дај нови типик. Немојте да се заносите. Мора Србија да се сложи. Не може. 1918 кога се створи Југославија. Тогаш и Словеначка, и Босна и Херцеговина, и Хрватска, и Црногорска, и Македонска црква, архиепископија Охридска, која е најстарија, постара од Српската православна црква. И со Томос. Со Томос на патриархот, во Истанбул. Вселенскиот патриарх. Вселенски патриарх. И тој е влав за задњи пат. И смејање и така. Патриарх владика беше Ирине, Порфирije, тогаш, кога одевме во Света Гора. И ме праша на кој јазик зборам со него. Реко, влашки, бе. Ви гледам некој чуден јазик. И 1959 дадена е автономија на Македонска црква. И тие се уплашија. Сакат во Црна Гора да направи. Во Црна Гора нити една црква нема. Нити јазик и некој друг.
Во 59 година, во тие автономија, од таа автономија, македонците се во црквите. На македонски јазик служат Господа. Јас не знам какво е упореđење, може да се спореди Црна Гора која нема ништо и Македонија која е функционална црква во Македонија. Сега вие сте единствениот сведок на таа средба. Знам дека не сакате да изнесувате детали, но како изгледаше? Кој беше поголем дипломат? Стефан или Иринеј? Не, Иринеј се... Она што можам да речем, да Иринеј сакаше да биде независна македонска црква. И тоа Порфирije го реши. Тие беа против Иринеј Бачки и овој Црногорски, Амфилохија, кој умре, почина умеѓу времено, а Порфирije беше на Иринеј ученик. И стално го влечкаше тој Иринеј, кој е иначе влав по потекло. Веќе реков влашко порекло. Така да се омекна. То време ради свое. И тоа е оно што е суштински. Време денес што ти изгледа немогуче, за едно 20-30 години, а може и да биде така. Не знам. Али ние ко почнавме, Георгиевски покојник и јас, имавме огромен против, а Иринеј, патриархот, беше за. И после дојде времето, Амфилохија почина, Иринеј остари, и така да Порфирije со 60 години. Избран е на прво да се седа на предлог на Иринеј, кој требаше да биде. Али тој рече 88-9 години. Не вреди. Го постигнувате максимумот, успевате во правото, во адвокатурата, правите максимум во вашите ангажмани во политиката, станавте бренд во регионот. Чувствувате ли дека нешто не направивте како што треба или дали нешто би промениле од она што сте го живеели? Например, да вам речем едната работа. Мислам дека ја добивме битката против смртна казна. Тоа е најгоре што успеа татко ми и јас. Тоа е највише. Не е важно за тешки деликти. Бо некоја се рече, тој треба да биде убиен. Али 1959 е променен закон. До тогаш, 1959 година, која заврши матура, тогаш се промени законот за прелазак преко границе, илегални прелазак преко границе, беше смртна казна. Замисли да му даеш на државата, било кој, балкански премирање. И не ми си симпатичен да му опримет смртна казна. Готово. И то видов како беше. Тетка ми ја бранеа, го бранеше татко ми. Тоа ја не знам. 46-та, 7-та детето. И со двајца пријатели сакаше да пребегне во Грција. Меѓутоа, како е ова амплитуди има границата, од тие мислеа, ќе поминеа и мислеа дека е караулан Грчка,
у суштини беше нашата и тогаш ја стреља. Тетка ми. И се запремим преко граница, тај бе стрељан. Затоа тој е најголем успех што направивме да не биде смртна казна. Тоа е, јас мислам да е најголем што направи. Татко ми и јас. Господин Фила, често доаѓате во Македонија, има тимот ваш во Охрид. Како се чувствувате во Македонија? Па, сој на својом. Јас кој ќе доаѓам во Битола и во Охрид, сите ме чекат со насмех, осмех, а не со лоши погледи. Едно време беше кога се распаѓаше Југославија, тогаш еден дел мислеја дека Срби се опасност. Али то не е тачно и Србите без никаков проблем. Проблем беше за црквата, дури да се сазре. Затоа ви реков, баравте 59, кога беше Продановиќ, како се вика, беше патриарх. Тогаш не беше могуче. Ево и сега дојде време да е могуче. Затоа не знам. Времињата се менуваат. Така, темпора мутантор. Јас се надевам дека ќе имаме можности во Охрид да испиеме едно кафе. Ви благодарам многу за овој разговор. Хвала, благодарам многу.